уживате во вашите утрински ритуали веројатно во овие минути и она кое што ние го подготвуваме во кујната, истовремено и утринското будење кое што го реализираме исто во овие минути. А ова утро се будиме со Маја Крстевска, која што е кустос во Националната галерија на Македонија, која што од време на време со оглед на актуелностите или изложбите кои што ги има токму таму, таа знае да биде наша гостинка и во случајов си рековме ајде да направиме утринско будење заедно со Маја, да видиме како кустос како професија или таа со својата професија го стартува денот, што е оно кое што го бара секојдневието, предизвиците кои што ги има во текот на денот и така натака. Маја веќе ја гледаме. Маја, добро утро. Добро утро, Маја. Добро утро до вас двајцата. Навистина еве понеделнички да се дружиме малку и ви посакувам добро утро на целата екипа на Телма телевизија. Благодарим. Благодарим, Маја, пред се што си еде со нас во овој утрински телевизиски будилник, бидејќи испоменав Ивана. Морам и да се вклопам веднаш со рецептот за гриз, бидејќи навистина израснавме со него, а јас ќе кажам дека имам една внука од 2 години која што не ќе да чуе да го проба гризот, а јас не стојам. Да, овие млади генерации, односно нови генерации, да речеме, дека се навикнати на други вкусови и на нешто кое што веројатно и денешните современи мајки го малку модифицираат. Не е јасно на керката, да. А израснавме на него и има многу квалитетни состојки, како што кажавте, да. Да, апсолутно. И ќе кажеме дека е некаков субститут за некои други, да речеме, утрински појадоци. Генерално, како ти се оброците, Маја, како ги балансираш во текот на денот? Јас утрото го почнувам со еден седен сок од портокал и голема шолја на Нескафе. Со мојата буква, еве си те почастив, си купив една шолја многу скоро. И понатаму продолжува денот со нели шолја чај и некој оброк што нема некогаш е нели грешен под наводници, меѓутоа некогаш се и овсени снегулки, слично шумско овошје, нели она што е сега тренди, она што е квалитетно за организмот. А ово што го спомена со шолите, бидејќи имав на тебе прилика сега последниот период да бидам со едни мои пријатели на патување, има се уште еден феномен кај секој од нас кога посетуваме, да речеме, одредени географски нели земји така натаму, освен нели магнетите кои што ги имаме. Магнети, да. Меѓутоа шолите за филџан или кафе така натаму се уште за многумина феномен така кој што си ги правиме како колекција. Согласувам и јас си купувам секој пат, имам една Мона Лиза од Лувр, бидејќи нели јас сум историчар на уметност. Така? И пак ја спомена мојата внука и викам Мона Лиза, чај ми свари? Викам да, свари Мона Лиза чај. Да. Вистина е, покрај магнетите купуваме и шоли. Шоли, дефинитивно. Така е. И секогаш што ни прави на кое посебно чувство и ни дава некое дополнително задоволство и тука ќе го додадеме и моментот каде што секој од нас и покрај тоа што знаеме дека денеска сакаме и не приликуваат различни дизајни или тоа го купуваме од различни места за спомен, имаме своји омилени шоли во кои што кафето или чајот или што и да е нашиот омилен пијалок некако има посладок вкус, веројатно и во тоа, Маја, ќе се согласиш. Така, Ивана, се согласувам со тебе. И навистина ни представува утрински еден ритуал кој што ни чини да уживаме нели во тој ритуал на испивање на кафето. Меѓутоа и во чашата сок ја би кажала како она дополнително за да се малку организмот крене наутро, бидејќи денот носи различни предизвици, како работни, така и на приватно нели поле, па мораме да бидеме посилни. Така е, да. Секој го прави нели својот план и организација или го резервира утрото за да може да се подготви за денот. Веројатно и ти исто со оглед на тоа што е денеска понеделнички вака се слушаме со тебе, ти си очигледно веќе подготвена и за својата работа денес. Кога вообичаено, Маја, ти почнува денот или работното време, односно кога почнува денот, колку време оставаш за себе си во утрото, па кога почнува работниот ден, односно работните часови и како тече секојдневието на еден кустос? Јас мојот работен ден почнува помеѓу 8:30 и 9 часот наутро, работам во Националната галерија на Македонија, цели 3 децени оваа година. О, честитки, браво. Благодарам да се дочекате сите. И порано малку станувам за да можам да се подготвам, бидејќи не сакам да одам несредена, секогаш важам, предпоставувам дека внимавам на својот физички изглед. Така да пред 7 часот станувам, се подготвувам и денот започнува, значи помеѓу 8:30 и 9 часот, кога пристигнувам на работното место,
во меѓувреме од дома нели ги разгледувам мејловите и оние социјални мрежи на кои што сме активни сите, би кажала, нели? Да ги прочитаме новостите во текот на што следат, нели? Пред се почнувајќи ете како вас од временската прогноза па до актуелните теми на денот. Така е. Ќе продолжиме со она кое што е актуелно или ново или нешто кое што како новитет можеме да го пренесеме, а се случува во Националната галерија на Македонија, што е она кое што би било интересно за посетителите да се каже или да се сподели во овие денови. Имаме ли такво нешто што можеме да го најавиме? Националната галерија како секогаш интересна за пошироката публика, како за стручната, така за едукативната, имаме ние нели едукативен дел за децата, како и за стандардната публика на нашата институција. Годинава сме учесници на Венециското биенале на архитектура, кое што се отвори во петокот. Тоа е биенале на архитектура каде Националната галерија е рамноправен партнер во тоа представување, што е навистина голема чест, бидејќи за време на мојот мандат, како што знае пошироката публика, кога бев менаџер на оваа институција, 2 пати бев комесар на Венециското биенале, тоа е навистина врв во нашата професија. А оно што е актуелно за оваа година е дека јас во август месец подготвувам изложба на реномираната уметничка професорка на Ликовната академија господја Жанета Вангели. Тоа ќе биде една ретроспектива 4 децении од нејзиното отворање. Таа е навистина интересен мултимедијален уметник и сум во подготовка околу таа ретроспектива. Се надевам дека ќе бидам поканата и со уметничката да гостуваме кај вас во студиото, да презентираме дел од она што ќе биде прикажано во големиот и преубав Чифте Амам во август месец. Понатаму, нели градот на културата е Гевгелија и подготвувам една изложба од збирката на цртажот и графика, каде што јас сум раководител на тој сектор во Националната галерија, така да дел од збирката на цртажот ќе биде прикажан токму во градот на културата во Гевгелија. Актуелно е, имаме изложби што се случуваат колегите што ги водат, нели, и она што е најинтересно е, би кажала, изложбата на Анета Светиева, која што ќе се случи исто професор на Ликовна академија и представник на Венециско биенале на 21 мај во Дал Пашиниот таму. Значи многу работи, многу новитети, многу настани кои што вреди да се видат и да се посетат, а со тоа и да се овозможи едно квалитетно време за сите кои што вообичаено и ги пратат овие настани изложби. Маја, покрај да речеме за фатиното секојдневие или нешто што е веќе твоја работна рутина, како што велиш 3 децении веќе во Националната галерија и реализирана во својата професија, се разбира дека оној истовремено важен дел од животот или останатото време, освен работното, е времето поминато со твојата внука. Имавме можност преку фотографиите кои што доловуваат различни важни моменти од животот и фотографија со неа, да се реализира човек и на еден таков начин, е навистина исто така исполнување на душата, па и животот или моментите кои што тој ги нуди, па како и во таа улога се снаоѓаш? Па, навистина е најголема радост на што го велеа моите пријатели и роднини да си дочекаш нели внуче. Не можам животот да го замислам без неа, значи попладневните часови ги користам да дојде таа кај мене или да прошетаме нели по градските места каде што може да се движиме. Се вика Саша и навистина 2 годинки има и веднаш влегува кај мене дома и го бара Карминот. Карминот е сега нели девојчињата околу тоа. Меѓутоа го користам и времето за патување. Значи многу сакам патување и во најблиско да кажам окружение што ни се метрополите како Белград и слично, настојувам 2 до 3 пати годишно да ги посетам изложбите таму, Загреб и слично, нели колку што дозволува и финансискиот момент сега. Меѓутоа тоа ми е предизвик и таму имам многу пријатели и си поминувам прекрасно. И ве планирам едно следно патување, да кажам во јуни месец. И минатата година остварив некое патување, не некое, него едно патување на покана на пријател во Италија, во Тоскана, Фиренца, така да тоа ми беше живот на желби, на вистина има што да се види и со денови може човек да разгледува, бидејќи таму е колевката нели на културата и на големите Микеланџело, Да Винчи и слично. Меѓутоа сакам и Македонија. Скоро бев и во Тојран, така да прошетките, патувањата, внуката ми го исполнуваат она време што ми останува слободно во текот на денот и на неделата. Да, Маја, бидејќи професијата секој пат е некако тесно специализирана нели за и фокусирана за уметничките дела, јас би рекол баш те бастиони на културното наследство.
колку денес, бидејќи по вокација секој од нас, нели, како кустоси се најчесто, нели, историчари на уметност, археолози и така натаму, колку денес дефицитарна е професијата или има интерес, можеби, да некој баш се најде во чевлите и да го надополни, можеби, кадарот во Македонија? Знаете како, дефицитарна е, многу малку се запишуваат на нашата катедра, што е навистина огромна штета, бидејќи во нашите институции колешките колегите одат по пензија, така, значи треба да се надополни тој кадар. Има млади деца кои што доаѓаат да волонтираат, се надевам дека ќе бидат и примени, нели, во нашата институција. Ова е една од најстарите институции, малку историјат, нели, формирана далечната 1948 од основоположничката генерација на нашите уметници Личеновски, Мартиновски, Пандилов, Борко Лазецки, кои што биле први, кои што студирале надвор високо академски стручно образован кадар. Така да верувам дека оваа институција ќе се направи напор да се прими помлад кадар кој што ќе може ние повозрастните виш кустос, тоа се нели нашите звања во нашата професија, за да ги остручим. Именно. И добро е што го спомена, затоа и сакав да потикнам на тоа прашање за да ни кажеш од твоето 3-децениско искуство конкретно како кустос во Македонија. Има некое подречје, Маја, кое што конкретно можеби му е неопходно, конкретно да речеме од Македонија, за да се потикне малку повеќе? Еве го спомена Дојран и така натаму. Да, така, значи треба повеќе да се анимираат малите места, иако можам да го пофалам и кавадарци. Пред известен период Свети Трифун бев гостинка на нивна групна изложба, каде гледам дека таму директорот на вистина и градоначалникот на општината се завземаат за својата промовирање на својата уметност во музеот и ги анимираат уметниците од цела Македонија и пошироко, а има колонија таму, значи повеќе колонија каде што би можеле уметниците да се дружат, а потоа нивните дела ние ги изложуваме во нашите институции. Така да ете еден предизвик современата уметност да се промовира повеќе, јас би апелирала, и да им се даде шанса на уметниците кои што навистина не се искажале во нашите простори, да им се даде простор. Така е. Добро е што фатиме вака повеќе аспекти во овој дел на нашето утринско будење од почетокот на денот, утринските ритуали и она кој што се остава дел од секојдневието, од работата и од личните задоволства. Маја, како и што најави, во следна прилика веројатно ќе се видиме и во студиото, се со цел да бидеме се извинувам, во текст она што е ново и актуелно во Националната галерија, да ги информираме нашите гледачи, се разбира, и да имаме можност малку повеќе и подетално да поразговараме за истите. А ти благодариме и што понеделнички ова утро ги одвои минутите за утринска на Телма и за нас и за нашите гледачи. Јас ви благодарам на двајцата, прекрасни сте како и секогаш и со задоволство ќе бидам ваша гостинка. До целиот колектив ова утро што нели се занимава со сите нас. Да. До гледачите, до моите блиски пријатели ви посакувам убава работна недела. Благодариме навистина. И на оние кои што се на одмор, секако да оваа недела да биде позитивна и да се гледаме само за убави работи. Благодарам уште еднаш. Ова беше интересно искуство и од тебе, Маја, да дознаеме како после 3 децени да си ја сакате работата, да чествувате всушност и да бидете во еден синхроницитет во истата, како што често и ти спомена некако метафорично, да биде баш е благослов да се биде во оваа дејност. Така што верувам дека Јас би волела само извини што ќе те прекинам, бидејќи јас сум вистинската на вистинското место, бидејќи потеклото мое, јас сум внука на Лазар Личеновски која основала оваа институција, така да потеклото мое е навистина онака еден како продолжеток на сето она што тој го направил за Македонија. Во вистинска смисла баш наследство што се вели и крвта не е вода. Крвта не е вода. Своја на своето. Многу повеќе и за оваа професија и за останатите активности, како што кажавме во Националната галерија за тековнава 2025-та, ќе те очекуваме со нетрпение во Телма. Ви благодарам многу, поздрав, пријатна недела. Поздрав и убав ден, Маја. Ќе си кажеме пријатна недела со оглед на тоа дека многумина до овој момент веќе започнувате со активностите за оваа работна седмица.